ВМРО-ДПМН свикува итни седници на општинските комитети на партијата во цела Македонија. Ова следува по информациите за договорот на СДСМ и ДУИ за новиот закон за албанскиот јазик, кој според експертите е вовед кон редефинирање и федерализација на Македонија. Телевизија Нова дојде до порака со известување од ВМРО-ДПМН, која во четвртокот попладне е пратена како насока до сите општински комитети во целата држава. Во текот на утрешниот ден треба да одржите итна седница на Општинскиот комитет во проширен состав, со сите председатели на местни комитети. Уште од вечер известете ги сите членови задолжително да бидат присутни на состанокот, што значи вечерва и утрот са бајле преку итни кол-центри да ги информирате. Насоки по однос на темата на состанокот ќе доставиме во текот на утрешниот ден. Тргаме во офанзива, нападната ни е татковината. Македонија треба да се брани. Следува бурен период, пролет со многу енергија и борба за ВМРО и Македонија. Ке победиме. Да живее ВМРО, да живее Македонија. Со став се произнесе и членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, кој порача дека кога ВМРО ќе повика на собир, тоа нема да бидат 500 лајка на Facebook, туку 50.000 народ пред собрание. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски порача дека СДСМ се обидува да ја редефинира државата, но ВМРО-ДПМН нема да дозволи дефакторизација на македонската и другите етнички заедници. Времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државните и на националните интереси. Според Груевски, социјалдемократите го спроведуваат она сценарио на кое предупредуваше ВМРО-ДПМН пред изборите. Груевски додава дека ВМРО-ДПМН останува бедем за одбрана на македонските национални интереси и нема да се дозволи промена на уставот.